Уште месец дена до крајот на учебната година. Некои веќе ги одработија саботините, а некои се уште ги одработуваат. Ајде да видиме што се случува во нашите училишта. Деновиве основното училиште Страшо Пинџор е екстра зафатено. Од 19 до 17 мај кај нас се одржува регионален семинар на тема писменоста во прво оделение. Денес се одржаа надпреварите по информатика на кои учествуваа Лазе Милачевски и Анастасија Голчева и надпреварот по македонски на кој учествуваше Кристина Димовска. Исто така учениците од трето оделение со наставничката Милка Манчева заминаа по посета на планинските села. Беа сместени во интернатот во Горна Бошава. Исто така денеска учевме за средата која не бевме на училиште заради снежното невреме. Денеска сме овде со две ученички од 8 оделение од основното општинско училиште Туде Хаджитефов од Кавадарци, Дијана Јосифова и Донке Чукаркова, кои ќе ни кажат нешто повеќе за работата на еколошката секција. Значи, Дијана, добре дојде. Добро ве најдов. Кои се поважните активности на еколошката секција при основното училиште Туде Хаджитефов? Значи, нашето училиште од 2008 година е вклучено во програмата Немаме резервна планета преку проектот Еко училиште. Една година подоцна, во 2009 година, го добивме зеленото знаме, а во декември 2011 година го добивме по втор пат истото. Со ова докажуваме дека сме училиште кој се грижи за животната средина, а сите наши активности се движат во таа насока. Донке, која е целта на еколошката секција? Нашата цел е да ги едуцираме младите за заштита на животната средина преку изработување на разни хамери, флаери и летоци. Кои се поважните проекти кои што ги имате реализирано досега? Од програмата Немаме резервна планета го реализиравме проектот Училишен двор еколошки парк за уредување на нашиот училишен двор со разни канти, трева, цвеќиња и слично. Градоначалникот и локалната самоуправа ни донираа клупи кои ги сместивме во училишниот двор, а со финансиска помош од невладината организација ОХО изградивме еко училница за одмор, како и за изедување на настава во природа. Донесовме еко кодекс кој е изработен од рециклирана хартија и го изложиме во нашиот училишен хол. Од што е составен еко кодексот? Значи еко кодексот се состои од еко пораки за тоа како да зачуваме нашата средина здрава и чиста. И Донке, за крај можеш ли да не ги кажеш вашите последни активности? Рековте дека по втор пат сте добитници на зеленото знаме. Што всушност значи тоа? Тоа значи дека сме училиште кое знае да се грижи за животната средина, да остане здрава и чиста и постојано се трудиме да бидеме истрени во тоа. Оваа година сме вклучени во проектот Штеди вода зошто е во мода, кој е финансиран од невладината организација ОХО и Швајцарската агенција за развој. Како круна на овој проект ќе биде замена на чешмите со ударни чешми и казанчиња. Некои од проектите кои што ги изработуваме во месец мај се предавање на учениците од страна на соучениците за заштита на животната средина, изработување на хамери за како да зачуваме животната средина здрава и чиста, предавање на учениците за значењето на чешмите со кои што се надеваме дека ќе штедиме вода, а исто така ќе добиеме и финансиска заштита. Ние им благодариме, а вас ве подсетуваме. Штеди вода затоа што е во мода. Пред некоја емисија разговаравме со Драгана во врска со регионалниот надпревар по математика, на која таа освои прво место. Сега тука пак ја имаме за еден сличен повод. Драгана, може ли да ни кажеш што се случуваше во саботата? Значи, во саботата на Машинскиот факултет во Скопје се одржа републичкиот надпревар по математика, на кој што, да ви се пофалам, пак освоив награда, и тоа втора, па сега се спремаме за понатаму за математичката олимпијада. Колку вежбаше за да го постигнеш овој успех? Па значи, сработи континуирано во текот на целата година, малку се чувствува поголема тензија во последната недела, но сепак беше интересно, супер си поминавме, одлично го прошетавме и Скопје и имавме многу интересни доживувања. Ти благодарам многу, Драгана, а ние и тимот на Екстратим ти посакуваме многу среќа на олимпијадата. Во четврток на 10.5 учениците од основното училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци беа во Битола поради освоените први награди на државниот ликовен конкурс Битолски или Дејски денови. Освоивме 11 први награди и една прва специјална награда за најдобра колекција. Исто така хорот поради освоеното прво место на регионалниот надпревар кој беше одржан во Кавадарци сега учесува во државниот надпревар на хорско пеење. Оваа недела, по повод добивањето награда Зелено знаме, учениците од основното училиште Димката Ангелов Габерот аплицираа за награда во изработка на релјефна уметност по сопствен избор, меѓутоа во врска со екологијата.
Во рамките на одбележувањето на Денот на Европската Унија ја имавме таа чест да бидеме дел од оваа манифестација, а беа застапени поголем број ученици од различни предмети. Нашиот училишен хор на регионалниот надпревар, хорски смотри, освои прво место и викендов ќе учествува на државниот надпревар. На регионалниот надпревар, детски семафор, ученичката Ивана Недева освои втора награда. Учениците од прво В оделение со наставничката Татјана Јорданова заедно учествуваа во детската емисија Ластарчиња Лозарчиња. Во наредниот период ќе има обука за наставниците, проекти од наставен дел, но и од инфраструктурниот дел. И за крај, во текст се уписите за прво оделение. Има голем број на запишани ученици во нашето училиште од други реони.